Жените повеќе кукаат, ама срцето почесто им откажува на мажите. На една жена дури 170 мажи се со слабо срце, покажале превентивните прегледи кај матичните лекари. Состојбата особено е загрижувачка кај оние пациенти кои досега за себе мислеле дека се млади и здрави. Додека кажувавме со годините дека се доваѓат со возраста стануваат ризични групи, почнаа да се појавуваат се помлади и помлади пациенти од групата на прерана смрт, на кардиоваскуларни заболувања и слично, така да ризичните групи можеби се после 40-тите години од животот, меѓутоа се почесто паѓа таа граница, така да препорачувам посебно на младите тие да направат контроли бидејќи се рачунаат здрави и да не го запоставуваат физичките активности бидејќи доаѓа убав период за такво нешто. Зошто посилниот пол попушта повеќе, лекарите немаат соодветно објаснување, но своја логика има народот. Затоа што глава семејство мисли за трошковите и нервозата, те тоа. Се е на ни. Они, а ние шо? Ние викаме ајде мажо глава семејство, он нека води ред за се. Ради тоа што ние женските знаеме нашиот стрес да го ослободиме на пример со плачење, со викање, додека мажите повеќе го задржуваат, трпат во себе, мислам дека е тоа една од причините. Ризикот од срцеви удари е особено голем на многу ладно, но и на многу топло, поради што лекарите препорачуваат. Бидејќи имаме впечаток дека влегуваме токму во таков период кога има поголем ризик за кардиоваскуларни заболувања, би препорачале на пациентите кои имаат такви хронични проблеми да си имат скоро направено преглед, да ги исконтролираат мастите, да им регулиран крвниот притисок и да имат една добра контрола на здравствената состојба заедно со својот лекар. Во меѓувреме, извештаите што лекарите ги доставиле до Фондот за здравство опфаќаат и други рестрикции. Согласно препораките на лекарите мора веднаш да намалат внес на соли, шекер и мрсна. Дополнително испратени се препораки за воредни контроли на хронично болните пациенти. За потаргетирана достава на едукативните флаери, фондот ги достави до матичните лекари, со тие да ги дистрибуират до своите пациенти на кои им се потребни. Инаку, освен за кардиоваскуларни заболувања, по препорака на фондот извршени се анализи за ризик од нефролошки заболувања, но овде кај најголемиот број пациенти е утврден низок степен на ризик.